Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Еве ги темите за вечерва. Европската комисија бара да не се менуваат директорите на Агенцијата за медиуми Зоран Трајчевски и на Агенцијата за пошти Владко Атанасовски. Објавуваме и што друго е на списокот обврски до Нова година. Германскиот амбасадор Томас Герберих е оптимист. Ich denke, es wird jetzt auf beide Seiten ankommen, weiter aufeinander zuzugehen und zunächst mal einen Prozess einzuleiten, der die Hürden beseitigt, die einer Aufnahme in EU und NATO entgegenstehen. Und am Ende dieses Prozesses sollte dann die Lösung der Namensfrage stehen. Што во практика ќе донесе новиот закон за јазиците? Велес не е двојазична општина, но соседната општина Чашка е двојазична. Тоа според новите законски решенија е основа називите на сите подрачни канцеларии на централните институции во Велес, како на пример Централниот регистар, да станат двојазични. Правни и практични замки во новите јазични решенија за судството. Kur do të ketë kolizion mes ligjit të procedurës penale dhe ligjit gjuhëve, përparësi gjithmonë do të ketë ligji për procedurën penale. Kështu që derisa ky ligj nuk ndryshohet sipas neneve të parapara në ligjin e gjuhëve, gjykatësi nuk do të mundet që t'i japë përparësi ligjit të gjuhëve përpara ligjit të procedurës penale. 360 степени истражуваше дали македонските се потрошувачи од втор, па и од трет ред во Европа. Во овој солунски маркет купивме десетина производи кои ги има и во маркетите кај нас. Ќе се обидеме да споредиме дали производите од двете земји се со исти карактеристики. Kada je u pitanju kvaliteta proizvoda, očigledno su te granice i dalje vrlo oštre. Дали граѓаните на Македонија купуваат навидум исти, а во суштина различни производи. Се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Пред жешките политички теми што ќе ги третираме подоцна во емисијата за законот за јазици и за обврските пред Брисел, на почеток за едно прашање што не засега сите како потрошувачи. Се обидовме да провериме дали се точни тврдењата дека идентични производи купени кај нас и во некоја западноевропска земја имаат различен квалитет. Еве до какви сознанија стигна Зоран Јовановски. Има ли разлика во крем од лешници, шампон, прашок за перење од идентичен бренд купени во Македонија, во Грција и во Хрватска? 360 степени истражуваше дали македонските се потрошувачи од втор, па и од трет ред во Европа. Има производ за Европска унија и производи за Балканот. Така да има навистина голема разлика. Увезува неквалитетни работи, а скапи. Тоа е дискриминација на пазар. Тоа е нелојална конкуренција. Во Америка за тоа постоја драконски казни. Во Македонија никој не направил детални лабораториски анализи со кои ќе се провери дали сме дискриминирани со квалитетот на производите. Ние се договоривме со граѓанскиот сектор да тие спроведат едно такво испитување. Ние како организација мислиме дека Агенцијата за храна сигурно ќе се, ако се зафати, сигурно таа би се зафатила, сигурно на некое поголемо политичко ниво. Во Европската унија ова е жешка тема. Неколку земји членки со своји испитувања докажаа дека и на пазарот без граници производите не се исти за сите. Kada je u pitanju kvaliteta proizvoda, očigledno su te granice i dalje vrlo oštre. Какви производи пласираат големите светски брендови на нашиот пазар? Дали граѓаните на Македонија купуваат навидум исти, а во суштина различни производи? Во недостиг на официјални анализи, 360 степени се обиде да го провери она за што јавноста одамна се сомнева. Купивме производи на познати светски брендови кои можат да се најдат во било кој поголем маркет кај нас. За да направиме споредба, ни требаа истите примероци, но од европскиот пазар. Најблиска таква дестинација за нас е Грција. Во овој солунски маркет купивме десетина производи кои ги има и во маркетите кај нас. Ќе се обидеме да споредиме дали производите од двете земји се со исти карактеристики. Дел од истите производи, како прашок за перење, крем од лешници, шампон за коса, набавивме и од Хрватска. Нашето мини истражување го продолживме кај Нина Никовска, која има свое фризерско студио во Скопје.
Во овој бизнис е речиси 30 години. Точно знам со што имам работа и каков е производ. Не можам да си излажам во ниеден поглед во квалитетот на дали на шампонот, бојата и ред други. Таа го тестираше шампонот од познат светски бренд, но купен во различни земји. Со грчкиот шампон косата беше помека, полесна, полесно се расчислуваше, додека со нашиот шампон исто име, исти, да речеме, иста амбалаж, покрута. Е разликата ми сам веднаш се уочи. Забележува разлика и кај други производи. Една иста боја, да речеме, од Грција кога ќе ја купат, сега да не наименувам фирма, е еден квалитет, тука е друг. Значи, тоа самите клиенти што ги купуваат тамо производите ги осеќаат, или да речеме производите исто омекшивач за перење и така натаму, или прашок за перење, сам пошто јас исто перам, има голема разлика. Во Хрватска, една од земјите која со лабораториски анализи докажа различен квалитет кај производи од ист бренд, дебатата започна токму по едно новинарско истражување. Najprije sam dobivala informacije od građana, bilo u izravnoj komunikaciji ili putem društvenih mreža, da ljudi primjećuju određene razlike. Kako između prehrambenih proizvoda, tako i higijenskih, deterđenata, tehničke robe, automobila. Dakle, najširi dijapazon proizvoda je bio u pitanju. Хрватската европарламентарка Борзан иницирала лабораториски истражувања на 26 производи купени во Хрватска и во Германија. Резултатите покажале дека повеќе од половината од производите кај нив се со послаб квалитет, а дел се и поскапи. Išli smo na varijantu da laboranti sa njihovim onim kombijima velikim, sa onim prenosnim hladnjacima, su išli kupovati proizvode, to se pazilo, da to budu iz iste serije, isti datum isteka i datum proizvodnje, pa da se onda može proizvođač vaditi da je nešto kao tu bilo razlike u proizvodnji. Znači, pazili smo da je ista serija, jel? Pa se to sve transportiralo iz Njemačke u Hrvatsku i onda su u tim laboratorijima radili analize. Резултатите од анализите ги представила пред колегите од Западна Европа. Дел од нив биле изненадени зашто мислеле дека производи од исти брендови, но со послаб квалитет, се извезуваат само надвор од Европската Унија. Други пак воопшто не верувале дека тоа е можно. Recimo, kolega iz Njemačke uporno tvrdi da taj problem ne postoji, jer, na primjer, Njemac voli da mu sredstvo za čišćenje miriši na klor, a Francuz na lavandu. Ja nemam ništa protiv da se djelomično proizvodi prilagođavaju prema preferencijama lokalnog stanovništva. Ali mene zanima da li taj proizvod za čišćenje jednako kvalitetno čisti. Znači, nije važno je li on miriši ovako ili onako, ali opet da ne bude da je proizvod napravljen od jeftinije sirovine, a plasira se po istoj ili većoj cijeni. Сепак, задоволна од реакцијата на Унијата, особено што проблемот стана дел од годишниот говор на председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер и што е обезбеден буџет за решавање на овој проблем. А Хрватска не е сама во оваа битка. Уште 7 држави членки од така наречениот источен пазар утврдиле двојни стандарди кај некои производители како доказ за нефер третман на потрошувачите од единствениот европски пазар. Под притисок на овие земји, неодамна во Братислава се одржа Европски самит за производи со ист квалитет за сите. In the union of equals, we cannot have second-class consumers. Но, ако е вака во Европската Унија, какви ли производи завршуваат на пазарот во Македонија? На ова прашање никој не можеше со сигурност да одговори зашто кај нас не се направени испитувања. Граѓанскиот сектор и институциите засега се заинтересирани само дали она што стои на декларацијата одговара со составот на производот. Тоа го анализира Агенцијата за храна и ветеринарство. Точно е, за граѓаните сакат да знаат дали јадат соодветна храна или не јадат. Мислам, според параметрите на европските стандарди или македонски стандарди, тоа е убаво и треба и затоа и ќе го направиме со дел од производи, значи со граѓанскиот сектор, за да добиеме дали е така. Меѓутоа, според нашите прописи, пак ќе кажам, основното е означувањето на храната, дали тоа што е обележено, оставено на етикетата, се содржи внатре во тој процент или како што е декларирано. Тоа е основата за нас. Од агенцијата најавуваат споредбени анализи на домашниот и европскиот пазар в година,
но сметаат дека иницијативата треба да потекне од граѓанскиот сектор, во случајов од Организацијата на потрошувачи на Македонија. Но оттаму имаат поинаков став. Во Република Македонија ние имаме овој проблем, го имаме детектирано. Ние сега треба да одиме во Грција да узоркуваме производи од таму, па да ги анализираме овде, исто така етикетите. Први нели, па потоа да се дадат на лабораториска хемиска анализа тие етикети, тие производи со етикетите. Ќе трае временски и е доста скапо. Затоа ние како организација мислиме дека Агенцијата за храна сигурно ќе се, ако се зафати, сигурно таа би се зафатила, сигурно на некое поголемо политичко ниво, ако се зафатат, иако Македонија не е членка на Европска унија. Лончар смета дека земјава може да ги почека анализите што ги прават европските земји, а потоа да одлучи како ќе действува. Се согласува со тврдењето на Агенцијата за храна дека засега е поважно да се испитува дали квалитетот соодветствува со декларираното. На прашокот за перење што го купивме во Македонија, со тежина од 2 килограма, има декларација од производителот дека е за 20 машински перења. Пакувањата од истиот бренд, купени во Хрватска и во Грција, содржеа 50, односно 180 грама помалку. Но и покрај помалата количина, на амбалажата пишува дека се предвидени едниот за 28, а другиот за 30 перења. Или идентичен бренд, помала количина, а многу подобар квалитет. Со прашокот за перење направивме и еден мал експеримент. Познато дека дамката од ајвар е тешка да се извади. Извалкавме 3 крпи и ги перевме секоја посебно, со истиот прашок од познатиот производител, купен во 3 различни земји. По 3 испрани машини, еве како изгледа тврдокорната дамка. Број 1 од Македонија, број 2 од Грција и број 3 од Германија. А обичен потрошувач и тој сваќа. Ако му донесете некаков крем за јадење од Австрија или, например, од Македонија, кои што се разликуваат кај тој бренд, сигурно дека ќе го чувствува тоа. Ќе го осети. Кај детержентите исто, кај шампоните исто. Ние тоа го слушаме во секојдневниот живот. Кажуваат луѓето, нели дека се разликува кога ќе купиш таму. Организиравме и дегустација. Во 3 чинии ставивме од кремот на ист производител, со исто пакување, само од различни земји. Број 1 е оној што го купивме во Македонија, број 2 е од Грција, а број 3 од Хрватска. Еве ги импресиите на случајните дегустатори. Голема разлика во очи. Каква? Па вкус, арома, квалитет, се тука се воочува. Иако са исти, ама се различни. Само може да кажам кој најпримерок е најдобар. Кој? Овој тертиот, за мене. Главно овој ми се најдопадна. Кремот број 1 е најмекан, а во конзистенција најтврдиот кремот број 3. Знаете ли за тоа дека во различни земји производите имаат различен квалитет? Да, знам и тоа конкретно јас сум пробала и чоколади кои се разликуваат побитно него ли ова сега што го пробав. Јас не сум некој сладокусец, за да можам да ви кажам со точност. Меѓутоа, од она што вкусив, од она што пробав, мислам дека се слични со тоа што би го преферирала второто. Зошто може да ни опишете? Имам печаток дека е погуст, поквалитетен и повкусен. Исти бренд, секако дека мора да има ист квалитет. Инаку тоа е дискриминација на пазар. Тоа е нелојална конкуренција. Никој од дегустаторите, кои не знаеја кој крем од каде е, не кажа дека најдобар впечаток му оставил производот купен во Македонија. Нашето истражување покажа дека ни цената не може да се користи како оправдување за различниот квалитет на производите. Најголем дел од оние што ги споредувавме се со слична цена, а некои се дури и поскапи кај нас. Например, познат чипс во Грција чини 2 евра и 19 центи или 135 денари, а во Македонија е 149 денари и покрај пониското ДДВ во државава. Во Солун чајот го купивме за евро и 15 центи или за 70 денари, а истиот кај нас е 118 денари. Чоколадото што го споредувавме во Грција е 1 евро и 9 центи или 67 денари, а во Македонија чини 69 денари. Do sada se pokazalo da samostalne države kada i pokušaju nešto nisu uspješne jer jednostavno
postoje očigledno jaki interesi da to ne bude pitanje koje je aktualno u državama, odnosno da ako i postane pitanje, vlade samostalno manjih država nisu se pokazale uspješne u mijenjanju zakona. Nama je nešto jednostavnije utoliko što smo zajedno, što nas je više država, pa se to onda može nametnuti kao tema. Međutim, smatram da ako mi u Europskoj uniji taj problem riješimo kroz zakone, da će to biti i za Makedoniju, i za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, bit će dobra osnova da se i u tim državama kroz zakonska rješenja promijene stvari. Пораката од Хрватската европратеничка е дека со членство во ЕУ полесно би го решавали и овој проблем, но Македонија се уште ги нема отпочнато ниту преговорите со Унијата. Можно ли е тоа да се случи наскоро, по уште една пауза? Европската комисија бара да не се менуваат директорите на Агенцијата за медиуми Зоран Трајчевски и на Агенцијата за пошти Владко Атанасовски. Објавуваме и што друго е на списокот обврски до Нова година. Кратко интервју со германскиот амбасадор Томас Гербери. Што во практика ќе донесе новиот закон за јазиците? Оваа табла на централата на УЈП во Скопје ќе биде заменета со двојазична. Оваа пак табла на локалната канцеларија на УЈП во Чаир, за која во моментов нема правна основа да биде двојазична, со новиот закон ќе биде легализирана. Kur do të ketë kolizion mes ligjit të procedurës penale dhe ligji i gjuhëve, përparësi gjithmonë do të ketë ligji për procedurën penale. Kështu që derisa ky ligj nuk ndryshohet sipas neneve të parapara në ligjin e gjuhëve, gjykatësi nuk do të mundet që t'i jap përparësi ligjit të gjuhëve përpara ligjit të procedurës penale. Продолжуваме со емисијата. Денеска и утре во Скопје еврокомесарот Јоханес Хан за да провери дали Македонија може да покаже видливи резултати во реформите во следните неколку недели за да си обезбеди место во стратешкиот документ кој ќе предвиди членство на подготвените земји кандидати до 2025 година. Владимир Мирчевски го има списокот со барања доставен од комисијата до македонската влада за кои Брисел очекува да бидат завршени до Нова година. Брисел на владата испорачал листа со конкретни задачи кои бара да бидат завршени во кус временски период. Крај рок е Нова година. Според нашите информации станува збор за обврски од чии исполнување ќе зависи дали во блиски дни на Европската комисија ќе даде безусловна препорака за старт на преговори, за да се отвори можност земјите членки уште во текот на бугарското претседателство да донесат одлука за почнување на пристапниот процес. Списокот задачи е поделен во три категории: судство, реформа на безбедносните служби и реформа на јавната администрација. Во делот на судството се бара собранието до Нова година да ги утврди предлог законите кои минатата недела ги утврди владата. Едниот е за укинување на Советот за факти и враќање на ингеренциите кај судскиот совет. Вториот е за заштитени сведоци во прилог на специјалното јавно обвинителство. Од судската сфера исто така се очекува да биде објавен извештајот на работната група за тоа како функционирал АКМИСот, електронскиот систем за распределба на судските предмети, заедно со препораки за да се оневозможи негово манипулирање во иднина. До Нова година Европската комисија сака да ја види финиширана и усвоена и стратегијата за правосудни реформи со дадена можност за коментари и од опозицијата. Приоритет во реформата на безбедносните служби е подготовка на закон за новиот техничко-оперативен центар, кој треба да ја преземе опремата за прислушување од Управата за безбедност и контраразузнавање. Не се инсистира и на усвојување на законот до 31 декември. Брисел очекува и одлука за стратешките партнери на Македонија во реформирањето на тајните служби. Неофицијално се дознава дека покрај Велика Британија партнери ќе бидат и Германија и Хрватска. Третиот сегмент за кој Брисел очекува видлив напредок до Нова година е јавната администрација. Поточно, станува збор за барање на Европската комисија неколку високопрофилни функции да бидат пополнети со непартиски професионални кадри. Според мерит системот на заслуги, Брисел има и експлицитно барање да не бидат сменети директорите на Агенцијата за медиуми и на Агенцијата за пошти Зоран Трајчевски и Владко Атанасовски, поставени во времето на ВМРО ДПМН. Интересно е дека во 7-те барања Никола Груевски по локалните избори беше и смена на Трајчевски од позицијата директор во Агенцијата за медиуми.
Атанасовски пак во изминатите месеци јавно застана на страната на така наречените реформатори, кои бараат смена на Никола Груевски од челната позиција во партијата. Еврокомесарот Јоханес Хан денеска во Скопје потврди дека има задачи кои треба да бидат завршени до нова година и при тоа ја повика опозицијата на конструктивност. Во тој контекст рече и дека законот за јазиците е важен, но не е меѓу приоритетите што ги бара Европската комисија. Хан зборува за препорака за преговори што комисијата би ја дала на почетокот на 2018-та. I feel my personal mission only accomplished if we are able really to start negotiations. I think the situation now is really on good track, but of course some homework needs to be done, and you have rightly referred to it, Prime Minister. It's about the judiciary reform, the reform of the intelligence service, and of course the public administration reform, where we need concrete results, not only announcements by the end of the year. I was reassured that there is an agenda in the Parliament to achieve all these goals, but for that, of course, it's also important that the opposition plays its role and is, so to say, responsible enough. Што за оптимизмот на владата во Скопје и на Европската комисија мисли и најмоќната земја членка на Европската унија Германија? Го прашавме денеска германскиот амбасадор во земјава Томас Герберих. Интересно е дека Герберих зборува за формула според која прво би почнале пристапните преговори за Европската унија и НАТО, а потоа би се решило прашањето за името. Die neue mazedonische Regierung hat gleich nach ihrer Amtsübernahme am 1. Juni in diesem Jahr den politischen Willen verkündet, die euroatlantische Integration voranzutreiben. Die Regierung hat dies nicht nur verkündet, sondern sie hat dies auch mit konkreten Maßnahmen ganz klar untersetzt. Zum Beispiel im Bereich der Außenpolitik ist die Regierung sofort drangegangen, die Beziehungen zu den Nachbarstaaten zu normalisieren, so zum Beispiel mit der Unterzeichnung des Freundschaftsvertrages mit Bulgarien. Das Gleiche gilt für die Beziehung mit Griechenland. Es sind neue Kommunikationsstränge eingerichtet worden, um den Namensstreit zu lösen. Das Gleiche gilt auch für alle anderen Staaten in der Region. Im innenpolitischen Bereich hat die Regierung mit ihrem Plan 369 Maßnahmen ergriffen, um die Reform voranzutreiben und damit die Bedingungen zu erfüllen, die auch im Priebe-Bericht genannt worden sind, insbesondere im zweiten Priebe-Bericht, der im September veröffentlicht wurde. Für uns ist ganz wichtig, Reformen zu sehen im Bereich der Justizverwaltung, im Bereich von Good Governance, von guter Regierungsführung, im Justizwesen, im Bereich Presse- und Mediensituation, Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Journalisten und im Bereich der Reform der Sicherheitsorgane. Das ist hier nicht nur verkündet worden, sondern es sind auch konkrete Gesetze geschaffen worden. Ich möchte nur erwähnen, das Zeugenschutzgesetz, das neue Abhörgesetz und das neue Sprachengesetz. Es wird jetzt nicht nur darauf ankommen, solche Gesetze zu verabschieden, sondern diese müssen ganz konkret implementiert werden. Und ich bin mir sicher, dass dies auch in kurzer Frist gelingen wird. Wir haben jetzt ein konkretes Zeitfenster, was uns sagen lässt, ja, es ist möglich, den EU-Beitritt, den Beginn der Verhandlungen zu beschleunigen. Prime Minister Zaev government is signaling readiness to solve the name issue, but is asking for an incentive, like for example, start of EU accession negotiations talks, and after that, the solution of the name issue will come in early stages of these accession talks. What are your views on this issue? Wie ich gerade auch bei der Beantwortung der vorhergehenden Frage sagte, besteht jetzt aus meiner Sicht ein Zeitfenster, auch die Beziehungen zu Griechenland so weit zu normalisieren, dass eine kurzfristige Lösung der Namensfrage doch in Aussicht steht. Es hat in den letzten Monaten und Wochen intensive Gespräche gegeben zwischen Politikern beider Seiten, auf der Ebene der Außenminister, auf der Ebene des Premierministers. Vor kurzem war der Bürgermeister von Thessaloniki hier in ihrer Stadt. Auch da ist über das Problem gesprochen worden. Vizeministerpräsident Osmani hat mit seinen griechischen Amtskollegen gesprochen. Und der Verhandler der Vereinten Nationen, Herr Nimetz, hat festgestellt, dass er eine Möglichkeit sieht, über die Namensfrage in kurzer Zeit zu sprechen. Mitte Dezember wird es weitere Verhandlungen geben.
Also insgesamt sieht die Bilanz hier sehr gut aus. Ich denke, es wird jetzt auf beide Seiten ankommen, weiter aufeinander zuzugehen und zunächst mal einen Prozess einzuleiten, der die Hürden beseitigt, die einer Aufnahme in EU und NATO entgegenstehen. Und am Ende dieses Prozesses sollte dann die Lösung der Namensfrage stehen. Auch hier werden Sie die deutsche Unterstützung auf jeden Fall bekommen. Difficulties in political discussions among potential coalition partners in Germany are postponing forming of the new government in Berlin. Can and will this affect the German foreign policy towards Macedonia and towards the Balkans? Das kann ich mit einem ganz klaren Nein beantworten. Es wird keine negativen Auswirkungen auf die bilateralen Beziehungen geben. Mazedonien und Deutschland haben schon seit vielen, vielen Jahren ausgezeichnete, ja man kann fast sagen, strategisch ausgerichtete Beziehungen. Wir haben im Wirtschaftsbereich enge Beziehungen. Sie haben einen großen Außenhandel mit Deutschland, über 3 Milliarden Euro. Wir haben über 200 deutsche Unternehmen, die in ihrem Land tätig sind, und die Zahl wird hoffentlich weiter wachsen, nachdem sich die politischen Bedingungen hier verbessert haben. In Deutschland machen wir zurzeit einen schwierigen politischen Prozess durch. Die Bildung einer neuen Regierungskoalition gestaltet sich als schwierig, aber ich kann Ihnen versichern, dass eine entwickelte Demokratie wie die deutsche auch dies lösen wird. Aber es wird keine negativen Auswirkungen auf die bilateralen Beziehungen geben. Thank you very much. Thank you. Вака стојат работите со евроинтеграциите. Во продолжение детално го анализираме предлог законот за употреба на јазиците кој е во постапка на усвојување во парламентот. Што ќе значи тој во практика, ако не биде изменет со евентуални амандмани или со мислењето од Венецијанската комисија? Славица Филиповска. Откако законот за употреба на јазиците на кои има европско знаменце ќе помине во собрание, ќе го обврзе и собранието на промени. Останува врската за подготвување на сите документи на македонски и на албански јазик, а најголема новина е воведувањето можности пленарните седници на парламентот да бидат преседавани на албански. Актуелното законско решение предвидува преседавање со седниците на собранието исклучиво на македонски јазик. Димков трајче има збор. Албанскиот може да се користи за зборување од место или од говорница, како и при преседавање со собраниските комисии. Кога новиот закон ќе го добие неопходното мнозинство, Талат Џафери ќе може и пленарните седници да ги води на албански. Унапредување на употребата на албанскиот ќе има и во владата. Министрите сега на владените седници немаат право да зборуваат на албански јазик. И документите за седниците се само на македонски. Со новите решенија предвидена е можност за користење на албанскиот паралелно со македонскиот во севкупното функционирање на владата, усно и писмено. Албанскиот станува службен и во сите органи на државната власт, централните институции, јавните предпријатија, агенции, дирекции и други правни лица. Не само во пошта, албанскиот паралелно со македонскиот ќе се употребува на централно ниво и на пример во управата за јавни приходи, во фондот за здравствено осигурување, во Државната комисија за спречување на корупцијата и во други слични институции. Законот налага и интернет страниците на сите овие институции да бидат достапни на македонски и на албански јазик. Во овој момент и овде владее вистински хаос. Досегашната пракса беше различна и зависеше од тоа дали со некоја институција на централно ниво раководи македонец или албанец. Македонска пошта речиси редовно во изминативе години имаше директори албанци, кои промовираат двојазичност во работењето на оваа институција, иако законот тоа експлицитно не го дозволуваше. Со новиот закон би требало да се стави ред и во овој неред. Новина е и тоа што таблите на централите на овие институции во Скопје и нивните подрачни канцеларии во општините во кои има најмалку 20% албанци ќе бидат двојазични. Тоа значи дека оваа табла на централата на УЈП во Скопје ќе биде заменета со двојазична. Оваа пак табла на локалната канцеларија на УЈП во Чаир, за која во моментов нема правна основа да биде двојазична, со новиот закон ќе биде легализирана. При тоа, законот нормира: називите ќе бидат со иста големина и фонд, при што називот на македонски јазик и писмо ќе биде напишан прв. Таблите на подрачните канцеларии нема да бидат двојазични само во општините во кои албанците се најмалку 20%. Туку
Во подрачните канцеларии на органите од државната администрација, кои покриваат најмалку една единица на локална самоуправа, во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат јазик различен од македонскиот, називите на канцелариите ќе се напишат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо. Преведено, ова би требало да значи дека оваа табла во Велес ќе биде двојазична. Велес не е двојазична општина, но соседната општина Чашка е двојазична. Тоа според новите законски решенија е основа називите на сите подрачни канцеларии на централните институции во Велес, како на пример Централниот регистар, да станат двојазични. Од ваквата обврска исклучени се органите на локалната власт, како општината, локалните јавни предпријатија, училиштата и така натаму. Според истата формула, таблите ќе треба да се сменати на подрачните канцеларии во Прилеп, со оглед на соседната двојазична општина Долнени. Новиот закон предвидува и на граничните премини на Република Македонија и аеродромите кои се наоѓаат на подрачјата каде најмалку 20% од граѓаните зборуваат јазик различен од македонскиот јазик, називите на институциите, другите надписи и патокази се пишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо. Во оваа одредба нејасно е што треба да се подразбере под терминот подрачје и дали свесно е оставен простор за толкување, зашто ако е јасно дека таблите на најголем дел од граничните премини кон Албанија и кон Косово ќе бидат двојазични, бидејќи се на територија на двојазични општини, дилема е на пример какви ќе бидат надписите на граничниот премин кај Свети Наум, кој е на територија на општина Охрид, а уште повеќе какви ќе бидат називите на двата аеродроми, кај Скопје и кај Охрид. Ќе се воведат и двојазични униформи на полицијата, пожарникарите и здравствените работници, но не на целата територија на Македонија, туку во Скопје и во општините со најмалку 20% албанци. Ова не ги опфаќа централните полициски сили, туку оние што се под директна надлежност на секторите за внатрешни работи и полициските станици во двојазичните општини. Униформите на армијата и банкнотите не се дел од законот и за уставноста и на употребата на албанскиот кајнив ќе се чека мислење од Венецијанската комисија. Употребата на албанскиот јазик ќе се прошири и во водењето на матичните евиденции во двојазичните општини, кај поштенските марки, уплатниците и бандеролите. Нотар ќе може да издаде акт на албански паралелно со македонскиот, а истата формулација ќе им биде возможена и на извршителите. Но најголемата новина е тоа што секој граѓанин албанец ќе може да комуницира на албански јазик со подрачните канцеларии на централните институции на целата територија на државава. Например, ако албанец има потреба од комуникација со катастарот во Штип, тој ќе може да и се обрати на оваа институција писмено на албански. Но тоа не подразбира по автоматизам потреба од вработување преведувач албанец во Штипскиот катастар. Законот предвидува формирање агенција за примена на јазикот, со седиште во Скопје, која ќе помага со превод токму во вакви случаи. Агенцијата ќе ги лекторира сите акти и ќе треба да се грижи да не се случуваат јазични грешки во јавниот простор. Во законот е оставен период од 1 година за сите надлежни институции да ги донесат потребните подзаконски акти. Таблите ќе треба да се променат во рок од 6 месеци од стапувањето на сила на законот. Спроведувањето на законот ќе го следи нова институција, Инспекторат за употреба на јазиците, чија организација и надлежност ќе се утврдува со посебен закон. За институциите што нема да се придружуваат до врските, предвидени се казни од 4 до 5.000 евра, како и 30% од таа сума за надлежното службено лице. Со законот никаде не е исклучена употребата на македонскиот јазик. Албанскиот, таму каде што ќе се користи, ќе биде во паралелна употреба со македонскиот. Предлагачот пресметал дека за примена на новото решение и за основање на двете нови институции, во 2018 година ќе бидат потребни околу 2 милиони евра од државниот буџет. За вработувањата во новите институции, во образложението на законот пишува дека еден дел ќе бидат реализирани по пат на преземање од други институции, пред се од Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор. Продолжуваме со законот за јазици со фокус на одредбите за судството. Прашањето за нивната применливост е проблематично од два аспекта. Правен, бидејќи законот за јазици се носи со просто мнозинство, а навлегува во прашања регулирани со законот за кривична постапка, кој пак е двотретински акт.
Ако во еден момент сепак се случи усогласување на законот за кривична постапка, ќе се појави дилема околу практичната применливост на новите одредби за албанскиот јазик во судството. Еве зошто. Александра Димитриевски. Të nderuar qytetarë të Republikës së Maqedonisë, të nderuar përfaqësues të медиумeve. Говорницата на СЈО е единственото место каде обвинителката Фатиме Фетај се обратила на албански јазик. Кога им се обраќа на институциите или на судот, според актуелните закони таа можност не постои. Писмено и усно, службен јазик за неа во кривичната и другите постапки е само македонскиот. Дури и сите во судницата да го говорат албанскиот јазик, обвинителот и судијата мора да се служат со единствениот службен, македонскиот. Со предложените измени на законот за употреба на јазиците, во план е тоа да се смени. Сите постапки се водат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и неговото писмо, доколку судија, јавен обвинител, странка или друг учесник во постапката е лице кое зборува јазик кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија. Но тука се надзира проблем. Законот за употреба на јазиците во кој се предвидени измените се носи со просто мнозинство. А законите со кои се уредени актуелните одредби за службениот јазик, за кривичната и другите судски постапки, се системски и се носат со согласност од 2/3 од пратениците. Во предлог законот за употреба на јазиците е предвиден рок од 1 година од неговото донесување, во кој сите други закони треба да се усогласат со него. Ако тоа не се случи со процесните закони во судството, што е очекувано бидејќи ВМРО ДПМН засега не дава поддршка, тогаш судиите и обвинителите ќе се соочат со голем проблем. Кој јазик да го потребуваат во постапката? Универзитетската професорка Беса Арифи нема дилеми дека во случај на неусогласеност, правосудството ќе си ги следи своите процесни закони. Независно вели што предлог законот за употребата на јазиците предвидува. Во случај на неусогласеност на одредбите на овој закон со јазичните одредби на друг закон, органите се должни да ги применуваат одредбите од овој закон. Ligji juve është një ligj i cili sillet me shumicë në parlament, domethënë shumicë të thjeshtë në parlament, dhe duke u nisur prej kësaj, nuk mundet që ai të jetë burim direkt në procedurën penale, por duhet patjetërsisht të inkorporohet në ligjin e procedurës penale. Në këtë rast, domethënë gjykatësi gjithmonë do të jetë i lidhur me ligjin e procedurës penale. Kur do të ketë kolizion mes ligjit të procedurës penale dhe ndonjë ligji tjetër, siç është në këtë rast ligji i juve, përparësi gjithmonë do të ketë ligji për procedurën penale. Kështu që derisa ky ligj nuk ndryshohet sipas neneve të parapara në ligjin e juve, atëherë do të thënë gjykatësi edhe pas një viti nuk do të mundet që të jap përparësi ligjit të juve përpara ligjit të procedurës penale. Но дури и опозицијата да покаже волја и законите да се усогласат, измените ќе повлечат потреба од стотици преведувачи во судовите и во обвинителствата. И тоа не било какви преведувачи, туку такви кои имаат извонредно познавање на правната терминологија. Ashtu është. Përkthimi në seancën gjyqësore është diçka shumë e rëndësishme, për shkak se, siç e thatë, bëhet fjalë për jetë njerëzish dhe bëhet fjalë për gjëra shumë precize dhe një ndryshim i vogël në deklaratën e dëshmitarit ose në ndonjë deklaratë tjetër mund të thotë shumë për personin që është i akuzuar ose që është viktimë e një vepre penale. Dhe mendoj që këtu aspektet teknike njerëz pari të vështirësive do të jenë në kuptimin se gjykatorët tona nuk janë të përgatitura me pajisje për përkthim simultan. Gjykatorët tona kanë edhe mangësi tjera të përgatitjes teknike. Sipas ligjit për procedurën penale duhet që seancat gjyqësore të incizohen audiovizualisht. Gjykatorët tona nuk kanë domethënë pajisje për të përmbushur këtë kërkesë që ligji për procedurë penale e ka, që në kohën kur është sjellë në vitin 2010 dhe ka hyrë në fuqi në vitin 2013. Преводот во македонските судови обвинителства постои сега, но е ограничен само во случај кога осомничено, обвинето или оштетено лице во некоја постапка не го разбира македонскиот јазик. Судот на правдата на ЕУ, кој е со седиште во Луксембург, е најкомплексен во однос на прашањето на јазикот. Практично секој од официјалните јазици на 28-те земји членки може да биде и официјален јазик во одреден случај. Преведувачите на располагање имаат терминолошки речник на правни изрази кој постојано се надополнува.
Но во исто време, преведувачите се и правници кои имаат целосен пристап до документите и доказите за предметите на кои работат. Преведувачите се обврзани на апсолутна доверливост и имаат целосен пристап до досието на предметот со цел да се запознаат со релевантните прашања и терминологии. Со два официјални јазика, француски и англиски, се служи Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Искуството на поранешната судика од Македонија во овој суд, Маргарита Цаца Николовска, говори дека и таму се посветува големо внимание кој преведува. Секогаш официјалните преведувачи беа лица кои што се регрутирани за вакви специјални изведени работи и тие доаѓа или од Советна Европа или доаѓа од една, како да кажам, не е тоа здружение, него од една организација која што се бавеше исклучиво со тоа. Но Николовска додава дека преведувањето во Страсбур е далеку поедноставна операција од она што предвидува новиот закон во Македонија. Причината е што, за разлика од Страсбур, во обичните судови секогаш има главна расправа, сведоци со очувања, или многу повеќе устна и писмена кореспонденција за превод. Друго важно прашање кое во предлог законот за употреба на јазиците го нема е која пресуда ќе се смета за оригинална, а која за преведена, бидејќи грешка во преводот може да има далекосежни последици. Некогаш пресудата оригинална беше англиски, некогаш француски и зависеше многу често од комуникацијата што е водена помеѓу странките и од правникот кој што го третирал предметот. Во пракса тоа значеше дека се до оној момент додека обсервации не се доставени од страна на државата, понатаму одговорот на тие обсервации исто така можеа да бидат или на англиски или на француски и текстот на пресудата најчесто одеше на оној јазик на кој што се доставени обсервациите и се доставени одговорот на обсервациите. Покрај политичката волја која очигледно постои, успешноста на воведувањето на албанскиот како втори јазик во правосудството ќе зависи од парите. Владата очекува оваа сметка да си ја платат судовите обвинителствата, а таа и годинава него испочитува законскиот минимум за судскиот буџет да изнесува барем 0,8% од бруто домашниот производ. Останете и понатаму на Алсат, по уште една пауза следува саботажата. Во 360 степени стигнавме до рубриката Саботажа. Да видиме. Кога се живее во заблуда дека светот почнува и завршува со еден лик, дека вербата на публиката не е постојано на проверка, дека се појавуваат такви што умеат да се носат со улогата, тогаш е јасно незадоволството и гневот, што во сценариото нема место за актери кои не се снаоѓаат или не знаат да играат во новата представа за животот. Како да не се нервираш кога гледаш некакво плеќасто детиште со разбушавена коса, нели, на никаков начин ги плени другите луѓе. Тоа е заедно. Во една емисија професорот Георгиевски, мислам дека беше овде на Алфа, кажа дека тој одлично, да би бил студент по глума, ќе му дал 10. Признанието за одличните актерски способности е предпоставка за успех, особено кога критиката во неколку продолженија ја пишува оној што самиот си ја уништил својата приказна. За свеста дека конечно може и во реалноста да се оствари некоја од оние што досега беа само раскажувани, упатува и навестувањето на критичарот дека на крајот лошото сценарио сепак ќе биде со хепи енд. Откако ќе заврши периодот на бајки, најверојатно единствено што ќе остане ќе биде членството во НАТО и почнатите преговори со Европската унија. Тоа за некого може би е малку и недоволно и таа бајка не ги задоволува нивните истенчени вкусови за добри приказни, оти навикнати да креираат неудобност, оние што ниту знаат да посочат каде е перспективата. Со сигурност само тврдат дека нашата жилавост ќе ги надживее сите асоциации, па како солуција нудат статус кво.
Македонија без НАТО и ЕУ, поготово под непристојни услови, може да живее 600 години, да се развива најнормално, а не сум сигурен дека било кој од нив дека издржи толку долго време. Оваа приказна веќе никој не верува, па дури ниту тие кои што беа главни статисти во неа. За разлика од порано, тие ги сменија карактерите и сега даваат сопствен придонес, преземајќи улогата решени конечно да ја доиграат представата. Затоа многумина сметаат дека ним во најголема мере ќе им припадне дивидендата, бидејќи во свој раце, во овој случај, го имаат правото на собственост на златната акција. Али Ахмет е газдата на Македонија во моментов. Ово јавно го кажам на телевизија. Зашто? Зашто е газда? Затоа што е најумниот политичар во страната. Мудроста е карактерна особина на политичарите кои сакаат да извлечат максимум ќар со минимум влог. Тоа не е газдинство, туку чувство за позиционирање. Газдинство во политиката е тогаш кога ги покрај јасниот конфликт на интерес. Владени функционери со акумулаторите за кои финансии не дава дозвола, ќе си ги палат приватните мотори. Оти некој им дава право во тоа име да им се може. Заменик председателот на владата задолжен за економски прашања Курчо Ангушев. Имено, баш таквото однесување придонесува системот да биде ставен во функција, па секој да почне на место едната, заедничката, да си прави собствени приказни во кои на крајот мора да го добие својот дел од колачот, му припаѓал или не, заслужен или незаслужен, ама воден од светлите примери. Ова има еден директор или заменик директор или било некој работел на сектор, службена кола, другите трошоци, бензин, тоа, сега еден пратеник, зашто да нема? И на крајот, оние што сега размислуваат исто како и претходниците, веројатно е вистински момент да се потсетат каде биле, каде се сега и каде би завршиле. Оти репер треба да им бидат екс-градоначалниците на Делчево и на Берово. Според нашите информации, тие имаат решенија за работни места во шумската полиција и адаптацијата веројатно ќе им биде едноставна. Нивната предност во однос на другите е немерлива, зашто тие ќе имаат неограничена можност за чист воздух. Нешто што со пари не се купува. Со пари воздух не се купува, ама тие не треба да служат за сонив да се продава магла. Оти таа, кога тогаш, некој нов и посилен ветер ќе ја крене. Сите наши содржини се достапни на Твитер, на Фейсбук и на веб страницата 360stepeni.mk. Ви благодарам што и вечерва бевте со нас. Се гледаме в петок од 22:30. Пријатно.